Започнаа подготовките на учениците за почетокот на новата учебна година. Тетрадки, молеви, ранци и останати училишни прибори деновиве ќе бидат најкупувани материјали во книжарниците. Книжарниците кои овој период се најпосетувани информираат дека оваа година, за разлика од изминатите, цените се повисоки за 20 до 30%. Во споредба со минатите години, оваа година има разближување за повисоки цени во однос на школскиот прибор за децата. Претежно тоа се однесува за ранците и за помагалата кои што децата ќе ги користат во основните оделенија. Меѓутоа морам да кажам дека тоа покачување пред се изразено на артиклите кои што имаат повисок квалитет. Глобално земено, да речеме, еден ученик кога би требало да купи школски прибор за на школа, тоа се движи негде од 20-30% година, општо земено за се тргнувајќи од ранци, па завршувајќи се до нашој школски прибор, тетрадки, моливи, фломастери, гуми и така натаму. Оваа година за купување на училишен прибор на едно прваче потребни се околу 3000 денари, за разлика од изминатите години кога трошоците за опремување на првооделенците беа помали. Едно прваче се спрема негде, мислам дека е потребно тргнувајќи со ранец, негде околу од 2 до 3000 денари е најминималната вредност која што треба да ја плати. Сепак тоа е избор на самиот родител, поточно речено на самиот наставник, зашто сега е малку испомешана ситуацијата приликон купување на школскиот прибор во книжарниците. Од страна на наставниците се даваат специјални списоци. Тоа го прави изборот на самиот наставник кој што ќе ги води децата и по незината програма која што треба да ја спроведува во школото, одредува кој број и какви помагала треба да имат децата и тоа ја прави цената. Така да различните се цените, но во глобала се скоро тука исто сите. Минатиот месец Министерството за труд и социјална политика изврши исплата на образовниот додаток за четвртиот мерен период за учебната 2022-2023 година, со која беа опфатени 30.999 корисници на образовен додаток на ниво на државата. Исплатата се врши во 4 еднакви износи од 2211 денари за додаток на дете во основно образование и од 3158 денари за додаток на дете во средно образование. Право на додаток за образование има домаќинство со дете кое е на редовно школување во основно или средно образование, во училишта верификувани од Министерството за образование и наука и запишани во Централниот регистар на државата и во регистарот на Министерството за образование и наука.